Уште на самиот почеток на емисијата почитувани кажавме. Матурата е една важна крстосница во животот на младите луѓе. Тука треба да го одберат патот по кој ќе чекорат понатаму во животот. Токму на оваа тема ќе зборуваме со нашата денешна гостинка. Велам добар ден и добре дојде за Деспина Стојановска, психолог. Добре дојдовте. Добар ден и добре ве најдов. Матурата како крстосница, важна крстосница во животот на младите. Матурата не представува само чин на радост, на веселба, туку и чин на донесување на многу важни одлуки за животот понатаму. Токму така ми се допаѓа кога велите крстосница, бидејќи и во работа со млади, со луѓе, токму на таа тема посветуваме внимание. Крстосница во повеќе насоки или од повеќе аспекти. Оно што е значително јасно или највпечатливо е полнолетството. Ова е период во кој што се поклопува матурирањето со полнолетството и тука веќе добиваат еден статус на возрасен граѓанин во нашата земја, младите велам, со кој што се разбира покрај оние удобности кои ги добиваат и нови обврски. И одговорност. Така е и одговорности. Меѓутоа, како системски и семеен терапевт, за мене се многу позначени некои други аспекти, а тоа е крстосница, бидејќи се случува одлука, се случува избор кога адолесцентот влегувајќи во млад возрасен треба да направи две битни, односно најзначајни можеби одлуки во животот. Првата е да го одреди својот професионален живот, да преку сега има и многу можности за тоа преку тестирање за професионална ориентација и слично. А втората е да се реализира на партнерски план. Велам зошто? Затоа што тука веќе најактивно се случуваат први љубовни, велам значајни љубовни врски, партнерски релации, прилагодување, припаѓање и така натаму. Од друг аспект пак исто така што се случува како развојна задача во овој период е постепено влегуваат во процес на сепарација од своето семејство по потекло, односно од своето примарно семејство, што значи стануваат свои луѓе. Се дистанцираат малку по малку за да почнат да припаѓаат на иднината, односно да припаѓаат на врсничката група, на окружувањето нивно и на животот кој ги чека. И тука ние родителите не треба да реагираме бурно на некакви нивни одлуки, бидејќи сето тоа е нормално. Нормално е, меѓутоа морам да споменам, ние како поднебие сме така, да речам, децоцентрични семејства градиме повеќе, па многу често се среќавам со луѓе кои фокусот на сопствениот живот го ставаат на децата. И кога ќе се случи оној период, велиме во лансирачко семејство, нели кога детето треба да се лансира надвор од границите на нашето семејство, кога ќе стигнат децата во тој период, како една нетрпеливост, една анксиозност се јавува кај родителите, а тоа е всушност што понатаму ние ќе правиме кога детето ќе си фати свој пат, кога ќе се одсели од дома, ќе формира свое семејство, можеби ќе студираат надвор, ќе почнат со реализација на своите цели. Треба да бидат родителите трпеливи и би рекла да поработат малку на себе, односно да ги најдат своите врсници, својата структура на денот, на животот, секако да останат во добар контакт со нивните деца, во здрава релација со нивните деца, но никако да ги притискаат или пригушуваат во реализирање на планот на младите. Сега би сакала да зборуваме за плановите на младите, бидејќи голем дел од матурантите од Македонија размислуваат студирањето да го продолжат надвор од границите на земјава. Голем дел од нив веќе и знаат каде ќе го продолжат школувањето, на кои факултети во странство. Колку треба да ги охрабриме во таквото нешто или пак да седнеме и реално да ја согледаме ситуацијата. Зошто го прават тоа? Довирбата родителите веќе е очекувано на оваа возраст на нивните деца да ја имаат стекнато, што значи дека матурирањето носи со себе и една зрелост
во поглед на донесување на одлука за сопствениот живот. Секако се добродојдени и добронамерни советите кои што ги даваат родителите, меѓутоа никако нели да се прави притисок во која насока ќе се развива детето. Имаме битни елементи кои би требало да се поклопат, да речеме способности и интереси. Можеби детето е за нешто способно, го бива, талентирано е, но нема интерес тоа да го прави или да го учи, а родителот би го притискал нели да оди кон таа насока, да речеме музика или некоја друга област. Од друга страна пак може да постои интерес за нешто, а да детето нема способност. И таквите комбинации не се баш погодни комбинации. Во поглед, да се вратам на прашањето, во поглед на заминување во странство, многу дискутабилна тема и секое дете, секое семејство е своја приказна. Јас би кажала, како јас размислувам еве во две насоки, кога е детето тука реализирано, младиот човек, кога е задоволен од степенот на социјализација, кога има убави услови за живење, кога има убава перспектива, кога припаѓа на врсничката група и така натаму, и одбере да студира во странство, тогаш велиме дека ги исцрпил можностите во нашата земја и можеби некоја друга земја, некој друг универзитет, коледж ќе му понуди нешто повеќе, односно нешто што овде не може да го добие, и тоа е на некој начин победничко сценарио, но од друга страна пак се оние сценарија кои што децата сакаат да одат надвор да студираат со цел да избегаат од матичната земја, да избегаат од овде. Не мислам дека е тоа поволно, бидејќи ако бегаме од местото каде што сме родени, веројатно никаде нема да го најдеме сопственото успешно место некаде во светот и постојано нешто ќе недостасува, па би препорачала само да се обидат да овде видат какви можности се нудат, да онаму каде што се родени, каде што имаат најголем круг на блиски, на познати, каде што искуството од нивните блиски може да им послужи, да се обидат тука да се реализираат себе, па понатаму нели секоја чест ако достигнат степен каде што треба дополнително да се образуваат во странство. Ми се случуваше години наназад едно помодарство за студирање надвор од Македонија, особено во оние држави со кои што Македонија има подпишано некаква билатерална соработка, па студентите студираат, финансирањето на студирањето е исто како во Македонија. И имавме еден голем наплив на деца кои што заминаа од државава да студираат надвор, само за да не студираат овде, без поголема потреба. И голем дел од тие деца после неколку месеци се вратија, што од носталгија, што од финансиски причини, значи секој со својата приказна. Треба ли по секоја цена да ги тераме децата или да одат надвор, или по секоја цена да им велиме седи тука. Тука е добро. Знаете, еве терминолошки ќе се задржам на прашањето кога велиме да ги тераме децата. Се што е терање некој нешто да направи е погрешно. Ние можеме да ги поттикнеме да размислат уште еднаш, можеме да ги мотивираме да ги истражат сите понудени избори. Можеме да ги мотивираме да се информираат дополнително, да приберат искуства од останатите. Меѓутоа, ако ги тераме, тоа зборува за нас како родители нереализирани желби, нереализирани планови во животот и нешто што ние сакаме да го постигнеме преку нашите деца, но нашите деца не може да бидат предмет преку кој што ние ќе се реализираме себе си, бидејќи тие се родени на овој свет за да имаат сопствен избор и сопствен живот. Убаво велите дека можноста да се студира бесплатно, нели, поради тие договори. Словенија ни е таков пример и огромен наплив на студенти имаме во Словенија, што и не е така лошо. Меѓутоа не е само покриено студирање од финансиска гледна точка, туку доаѓа и животот таму. Така. Стандардот кој што го имаат другите земји и како ние со нашите можности би се прилагодиле
И доколку ги притискаме децата да направат таков чекор, а немаме можност да тоа го истераме до крај, правиме едно поголемо незадоволство кај детето, едно разочарување што го доживува длабоко лично во себе како неуспех. Понатаму многу тешко може да се справи со повторно враќање, адаптирање назад, повторно враќање на социјалниот круг, пријатели и така натаму. Затоа велам, се што е терање треба да се подзамислиме колку е тоа наша потреба, а не на нашето дете. Да, веројатно тука би дошол и еден апел до родителите да престанат да си ги лечат собствените комплекси во наводници преку собствените деца. Веројатно е тоа најважното. Секој родител сака неговото дете да биде успешно. Така е. Тоа ќе кажев, и тие тргнуваат од една позиција да сакаат да го видат нивното дете успешно. Меѓутоа, треба да бидеме сигурни дека детето ќе биде успешно во тоа поле или во тој избор кој што самото тоа ќе го направи, не во останатите. Секогаш нешто ќе недостасува, а понатаму нели се појавуваат преку тие лични фрустрации и незадоволства, се појавуваат други симптоми од типот на повлекување, анксиозност, изолација, панични напади и така натаму, да не ги спомнувам од мојата бранша кој што ги третираме. Би сакала сега да се осврнеме на оној втор дел од крстосницата на животот. Последниве години младите луѓе многу рано се осамостојуваат и почнуваат да живеат заедно или во пар. Тоа носи и предности, носи и недостатоци. Со што би требало ние како родители да ги соочиме децата пред носење на таква одлука? Повторно зборуваме за избор, меѓутоа несомнено би требало да се вклучат родителите во таквиот избор, затоа што зборуваме и за една економска независност. Или малку ќе подобјаснам што тука мислам, и да ги посоветуваме, односно да видиме колку се тие подготвени и свесни за тоа што ги чека надвор од нивниот дом, бидејќи биле целосно заштитени, биле под грижа, под љубов, под заштита на родителите и одеднаш недоволно подготвени и излегувајќи од домот може да најдат на повеќе тешкоти со кои што не би било добро, меѓутоа претпоставуваме дека би се вратиле повторно назад во домот на родителите. Тоа што јас го забележувам низ мојата пракса е дека стануваат, односно се оцелуваат од дома, влегуваат во самостоен живот со партнер или сами, меѓутоа не сите се економски независни, бидејќи сега пак од друга страна е пролонгирано школувањето. Ако порано со завршување на средно училиште или матурската, голем дел од младите бараа работа, почнуваа да работат и на некој начин беа економски подготвени да издржуваат едно сопствено домаќинство, сега таа продолжена рака вели дека студираат, најголем број, да не речам сите, нели да не генерализирам. Меѓутоа и приказната не завршува со дипломирањето, туку продолжуваат на магистарски, дел од нив ќе продолжат и на докторски студии и сето тоа не оди во прилог на финансиска независност. Повторно се родителите оние кои што обезбедуваат еден таков комотен живот, би рекла, на нивните деца. И секако некој може тоа да го поднесе, некој не може. Меѓутоа, барем до оној дел додека на секој аспект не се подготвени дека можат сами да одржуваат домаќинство и да се одржуваат себе, би било добро да се под капата на семејство по потекло. Кога зборуваме за матурските прослави, јас не би сакала да ги прескокнеме или да не ги спомнеме и оние јубилејни матурски средби на генерациите кои што се случуваат. Прават матурантите 5, 10 години, 15, но веќе од 20 години матура па натаму, среќеници се оние што доживуваат и 60 и 65 години матурска средба. Веројатно тоа се матурски средби кои што се преполни со емоции. Токму така, преполни со емоции, бидејќи тоа се наплив на спомени, на сеќавања, на враќање на едно друго време, на враќање на моментот кога групата била заедно, кога го доживеале моментот да училиштето го завршат
средното училиште го завршат заедно. Време кое што сегашните матуранти не може да го разберат, бидејќи нема никако да го доживеат, многу поразлично време од ова кое што сега се случува. Исто така, нешто што баш ми паѓа на уме дека тие спомени или тие мемории и сеќавања од тоа време се автентични, се длабоки, се внатрешни, бидејќи самата матурска прослава значеше или значала, ако зборуваме и за оние кои се и повозрастни од мене. Да, некогаш значеше нешто многу големо во животот, бидејќи средното образование не беше задолжително. Така не беше задолжително и не секој ја имаше таа можност да заврши средно образование, нели среќници биле токму и оние кои што успеале тоа да го направат. Меѓутоа и денешните млади луѓе многу често, да не речам во неделата по 2-3 пати имаат можност да присуствуваат на прослави, на собири, на забави, каде што можат да ги покажат своите тоалети, фустани, каде што можат да се нашминкаат, да изгледаат убаво. Порано не било баш така, нели? Матурската означувала момент или забава каде што во годината, можеби, како во годината, во години, низа од години се случувало еднаш. И еден друг сегмент кој што ми паѓа во очи, тоа е социјалните мрежи. Зашто велам социјалните мрежи? Обседнатоста сега на младите ми се чини дека е фокусирана на тоа, на фотографирање, на испраќање, постирање слики или споделување слики на социјалните мрежи. Нешто што го губи изненадувањето, го губи моментот кај младите. Сега кога би правеле паралела, ќе кажеме порано го живееле моментот, знаеле да се израдуваат, да се гушнат, изненадување што ќе облече тој, дали ќе го видам мојот симпатија на матурската забава, кој ќе ме покани на танц и така натаму. Сега е сето тоа веќе однапред предвидено. Тие точно знаат што ги чека. И немаат предизвик. Немаат предизвик и можеби половина од матурската забава ќе помине во подготовка на убави фотографии, во позирање, во следење на социјалните мрежи, кој каде што објавил и така натаму, што буквално така би рекла, тоа е нешто што секојдневно се случува и го прават, нема изненадувачки момент, хормоните на среќа, оние допаминот, серотонинот не се толку изразени и поминува. Забавата поминува, остануваат фотографиите. Порано забавата поминувала, останувале спомените. И па еве ова нека биде еден заклучок и една порака до сите оние кои што во периодов кој што е пред нас ќе ги одбележуваат матурските прослави. Да се сконцентрираат на атмосферата и на тоа како тие најбово да си поминат на прославата. Навистина би сакала да допре тоа до секој еден матурант, да го проживее моментот. Затоа сме луѓе, затоа сме полни со емоции, кога ќе се наежи кожата, кога ќе се насолзат очите, кога од срце ќе ја гушнеме нашата другарка со која што 4 години сме седеле во иста клупа. Тоа е незаборавно, тоа не прави посебни на овој свет. Деспина, мене ми беше многу драго што одвоивте денес време и што дојдовте во нашата емисија да позборуваме малку за тоа колку се важни матурските прослави, особено пак за тоа дека навистина представуваат една крстосница во животот на младите луѓе, за кој што сите ние се надеваме дека ќе го одберат вистинскиот пат и дека ќе чекорат силно и стамено понатаму во животот. Се надевам. Благодарам на поканата.